От това ме страх во синове. Што баби? Те боли ли? Тук много боли, тук му аз направо. Ими как да ти кажам, Маркерко? Некој ще ме срета, за пета съм сина, като... Ай, некој да не е. Знаат ма сит. Вчера уйдех за това млекчето да купам. 7 динара ночко даде ми. На ти, бабо, 7 динар му даде. Я така, се некој ако ти дава. Милосрадието е дадено од Бога како заповед на љубовта. Добро е милосрадието за кое навидум се растура, а се собира во вистина, зашто како што земјоделецот и дава на земјата и од неа собира семења, така и милостината навидум се дава на другите, а всушност стекнува оној што дал. Големината на милосрадието не се проценува според мерката на парите, туку според настроението со кое се дава. Милостивоста е мајка на љубовта, лек за нашите прегрешенија, очистување на нечистотијата на нашите души, лествица поддржана на небесата, таа го врзува Христовото тело. Оваа се зборови на светиот Јован Златоуст и се само еден дел од вербалните патокази кои свештенството на Струмичката епархија ги следи во мисијата за ширење на љубовта Божја и подкрепа на безпомошните. Остануваме заедно со нашата патства да подаваме рака и да подигаме телесно и духовно.
Обично кога ќе се спомне терминот волонтери, луѓето мислат дека ние немаме слободно време за извршување и на други слободни активности, но затоа пак се вели дека имаме огромно срце. Затоа јас и моите врсници сме тука да покажеме и да докажеме дека е многу полесно кога ќе се покаже некој чин на љубезност, на хуманост, на учтивост кон некој кои се навистина несреќни, на кој им треба помош. Радоста која не облива кога ќе го слушнеме звукот на известување од групата на волонтери за Фондацијата Елеуса ни представува некое посебно чувство кое не може со зборови да се опише. Тоа значи дека веќе времето истекува и дека е време да се подготвиме за терен. Кои се во Фондацијата на Елеуса се навистина луѓе што имаат огромно срце и тие беа навистина огромен пример за мене и за моите врсници кои ето да речем на некој начин сме опатени во тој некој духовен пат, во тој некој духовен живот. Тие се едноставно следбеници на самиот Христос и по тој некој пат ги води љубовта на Христос, а оттаму потекнува и луѓето кон сите луѓе, а посебно кон најзагрозените и најнесреќните.